Значи да започнеме од нечистотијата и загадувањето до урбанистичкиот хаос, да започнеме она што им е најпотребно на граѓаните, а тоа е поликлиниката, која ја вети и актуелниот градоначалник и претходниот градоначалник, но немаме помрднато на таа точка ништо. Домот за зависници, кој што исто така болна точка за кисела вода и за граѓаните во тој дел кој што живеат. И како што кажав, непланското градење во изминативе 4 години не е донесен ни еден детален урбанистички план, што ние не можеме да развиваме кисела вода ако не правиме нешто во интерес на проблемите кои што се засегнати граѓаните и сите ние кои што живееме. Ако добро паметиме и во изминативе месец дена, но и претходно можам да потврдам дека во кисела вода нечистотијата и загадувањето е број 1. И кисела вода е еден од изворите на загадување и на околните општини, особено соседните. Потоа еден од мотивите односно од потребите и проблемите што се јавуваат, јас како жител на Драчево веќе со години имаме еден проблем што никој не сака да не го реши, иако е на државно ниво, тоа сметам дека треба од општината да поттикне, а тоа е нерешените имотни односи. Ние сме општина единствена во Македонија, каде што земјата наша, наследена од дедовците, ни ја префрлија на Република Македонија. Што е причината? За жал 12 години сум во овој проблем, не можеме да го решиме, единствено е Уставен суд. Овдека еден апел до Уставен суд да помогне на драчевци да си го вратат својот имот. Освен загадувањето, урбанистичкиот хаос, значи паркирања, движење на луѓето. Граѓаните на кисела вода се загрижени најмногу за јавниот сообраќајен превоз, за хигиената. Загрижени си исто така за булеварот Борис Трајковски, неизградбата негова. За она што значи нередовно празнење и одржување на контејнерите, на кантите за ѓубриво кое што еднаш неделно или пак можеби на 2 недели еднаш се празнат. И тоа е еден страшен проблем кој сите не засека. Јас се согласувам дека и моите претходни говорници кажаа дека ова се тие, еве и кучињата, бездомници ќе ги спомнам дека се навистина еден проблем кој не засегаат сите. Но она што морам да го напоменам овде, дека се тоа проблеми кои навистина имаат една интересна нишка, а тоа значи надлежности. Пропаднатата инфраструктура. Значи, инфраструктурата на општина Кисела вода не е адекватна во однос на незината изграденост и урбанизираност. Значи, имаме застарена инфраструктура која што крахира во посериозни кризни моменти. Например, на малку поголем дожд во местноста каде што јас живеам, во Бирарија, ние не знаеме дали да излеземе на улица со возило или со суп. До првото суво место. Улиците се неплански се реконструираат, оставени се така со месеци. После секоја реконструкција се нарушува, како што кажа и колегата од Левица, значи улиците конкретно во мојот дел се претворени во јавни паркиралишта. Ние не можеме безбедно, нашите деца не може безбедно да се движат до градинките, до училиштата, приморани се да се движат по коловозите. Еден од најголемите проблеми е загадувањето на околината, без разлика дали ќе го земеме воздухот, тоа што е со фабриката Охис. Депони кои се стварат од страна на граѓаните, кои не се чистат редовно, контејнерите преполни со ѓубре, не се собира сметот, меѓутоа и организираноста од институциите како тоа се собира. Значи ние немаме селектираност, иако постојат контејнери, меѓутоа тоа во пракса не се применува и не се обработуваат, ѓубрето не се преработува, така да можеме да земеме пример од странските понапредни земји каде што се претвара, да речеме, во енергија, во топлина, а не само да се собира на некоја место и да се пали, како што имавме во изминативе. Тука е проблемот со канализацијата, која е стара, дотраена. Еве конкретно јас имам некој сличен проблем, значи на нашата улица се ствара
огромни базени. За автобускиот превоз, што не е во ред, е обструкцијата на градот Скопје, на Советот према градоначалникот. Не е изградена делницата, уште 800-900 метра за Драчево на булевар Трајковски. Проблемот е со легализацијата, што им дадоа на собствениците да дојдат до улицата, а во деталниот урбанистички план стои улица. Улицата не може да се прошири, пошто го купија делот што треба да го отстапат по 1 евро, а сега бараат многу повеќе. Така да, со тој криминал што е направен, тоа е криминално направено, не може да се продолжи делницата, се обструира со цените на кои доаѓаат.